Поздравам си девојкице, добро да се уште намалено. Јас сум Кристијан, ова е Димитар, како ви? денеска Димитар ќе ви одржи лекција како да се држи од коронавирус. Ќе гледаме полиција докна како може. Да, значи, најпрво, важно е да знаеме прво кај се шири кругот. Например, може се ствара непотребна паника денови ве гледам доста и лично како човек што има прележано коронавирус, можам да ви соопштам дека вирусот не е заебанција, апсолутно не, тоа да се има во глава врежено. Второ, исто така треба да знаете дека кога има голема, да кажам, голема група на луѓе, мора да се има маска во секој случај, затоа што маската, ако може да знаете више, кога дувате пред незе, не можете воздухот да си осетите, зашто све кога ќе дојде од тука, не може да продире низ, дали низ нос да ви влезе, дали уста, затоа што вирусот Буквално. може да влезе од било кој отвор. Например, да се фатиш со некоја површина што има корона, стопреш зубо, нос, уста, готово. Ќе се развие тоа за 4-5 дена и ќе почнеш да осеќаш некои лесни симптоми. Ама, најглавно е да знаеме прво жариштата. Имам гледано многу луѓе што се премногу исплашени од корона, што исто така не е добра работа, затоа што не може да се поздравиш со нив едноставно. Значи, вие ако се изолирате, не може корона да дојде од вас. Короната не може да дојде од вас ако едноставно се изолирате. Што значи дека може слободно да се поздравите со другиот човек, логички, нели? Исто така важно е да знаете, раце да си миете, тоа обавезно. Површина, може некој да кивне, вие може таму да фати, некој да се искаже. Нешто заборај. Да седнете. Дезинфекција, брат. Дезинфекција, хигиената. Тука доаѓа хигиената. Следно што треба да знаете е дека пратете дневно каде се заразуваат луѓе, например, знаеме моментално дека жариштата се Димитар, во знаеш окрет. што? Кога најави коронавирус, буквално короната почна да се шири од страна на македонски доктора. Значи од страна на доктор се дешава ова. Никога не ќе да го именувам докторот, али Тоа е инцидентот што беше да, на почеток. Да. Па тука е више нешто многу полошо што луѓето ќе речат, ама тоа е само вирус, ја ќе си продолжам у кафани да идам Дале, едно друго ова. и така автоматски 50 луѓе индиректно заразени се. Значи стандард, и да имате коронавирус, пријавете. Не е страшно, ќе ве средат, ќе ве направат топ. И да има шанса да умрете. Да, вирус е ипак што не знаеме како точно се третира, ама ова е вирус што едноставно може со многу основни работи да го третирате. Има ќе ви препишат, за секој е различно, апсолутно, ама буквално ќе ви кажа што да правите. Пиете ова, туширате се толку пати на ден, но друготи како и оваква коронавирусот е само вирус. Од коронавирус и многу други болести настануваат. Преку коронавирус можеш ти да фатиш настинка, преку коронавирус можеш ти да фатиш нормални заболувања што сме ги имале, температура. Да. Од коронавирус е ипак вид на вирус. Болеста што вие добивате е SARS-2 или позната како COVID-19. А може да ни објасниш буквално што се дешава за кога ќе ни внесе тој COVID-19? Што ни се деша со организмот? Па несвесно е тоа, тоа е на Дали го губиме организам? Секунда, само некој ми звони да прекинам. Е така. Дали дали буквално ти имаш прележано? Па се објасним како си прележа, брат, со кои методи? Зависи, ако случајот не е лесен и ако има кој да се грижи за вас, може само да ви потпишат решение за самоизолација и со тие што имате контакт ќе ве прашат, значи со кој си бил надвор, со кој тука е важно да не криете. Кажете со секој што се биле. Сум бил со тој, сум бил со оној, сум искочил таму, сличам тоа за да знае државата да има увид што кај си бил и кои луѓе може да го имаат вирусот, ти ќе се поздравиш, ќе збориш со нив едно друго. И кога државата ќе има увид кои луѓе се, може индиректно да ја каже чекај, ти си бил искочен со тој, седи дома 14 дена, кажи ми како се осеќаш меѓувреме, ако си окей, после тоа си слободен. Ако не си окей, те стојаме во карантин и место ти да не знаеш дека имаш вирус и да се шеташ, ти си седел дома, си го прежал и на никој не си го пренел. Тоа е всушност суштината на карантин. Жаришта да се затворат и да се превентира ширење. А можеш ти нешто само и ќе го превршиме видео? Дали буквално кога си има коронавирус, дали треба навреме да интервенираме дека го имаме за да не дојде до скандал? Да не фати голем број. Па види, паничари има насекаде, тоа е факт. Луѓе што ќе земат да испаничат. Важно е да се знае дека додека е сериозно, мора да се помогне, мора да се иде во болници, таму
на посебна нега, ќе сте слушате нешто за апарати, тоа такви. Да, ама тоа е за многу сериозни случаи. Например, тоа збориме за луѓе што ќе развијат пневмонија и други работи. Може да бидете среќни да не добиете пневмонија, што е доста ниска шанса за помалите луѓе, ама за повозрастните тие се многу по штетни затоа што коронавирусот го нарушува имуниот систем. Вие фактички не умирате од самиот вирус, туку од фактот што толку ќе ви го уништи имуниот систем короната, што едноставно ќе почнете многу болести да добивате. Тоа посебно за старите што имаат прележано срцеви удари, тоа тие се најранлива категорија. И пак, Точно. дистанца, маска со народ кога имате, не ширете паника и бидете транспарентни. Тоа што за видео, ако се допадна, оставете лайк, subscribe, да го како си на Инстаграм? Ако сакате можете ме додадете, ама би го чувал тоа дискретно. Во ред. Момците и девојките, ова беше со нашиот денешен гостин, објаснување, така да се гледаме во следна прилика. Аз се видео. Peace. Бра, па, 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 па.